Добра вечер во Дневникот на КТВ, 24 декември 2025. Нови 100 амбулантни возила вредни 7,5 милиони евра треба да бидат набавени за македонското здравство, одлучила владата на вчерашната седница. Ова ќе значи побрза и поефикасна интервенција во итни случаи, навремен транспорт на пациенти до секундарно и терцијарно ниво, подобра покриеност во урбаните и во руралните средини, напиша министерот за здравство Азир Алиу на својот Facebook профил. Идниот месец Македонска пошта ќе добие 100 возила како донација од владата со кои ќе се подобрат условите за работа. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во обраќањето на 24-тиот јавен состанок на Агенцијата за пошти истакна дека 90 ќе бидат помали комби возила, а 10 големи комби возила. Тој посочи дека секој треба да биде свесен дека како влада имаат задача и крајна цел да го заштитат државниот капитал. Дојдете си дома, вратите ви се ширум отворени, бидете свој на своето, порака до иселените македонски граѓани од премиерот Мицковски. Земјата денес не е земја што стои во место. Македонија се менува и се развива. Економијата расте, се инвестира во индустријата, во енергетиката, во инфраструктурата. Се градат патишта, фабрики, капацитети што носат додадена вредност. Се отвара простор за предприемништво, за иновации, за младите и за оние што сакаат да вложат и да создаваат дома. Како влада, нашата обврска е да создадеме услови, да обезбедиме стабилност, правна сигурност, поддршка за инвестиции и јасна насока за развој. Но ниту една стратегија, ниту еден план не може да успее без луѓето. Државата не се гради само со институции. Државата се гради со умови, со знаење, со искуство, со храброст да се превземе одговорност. Затоа гласно велиме дека ни требаат сите. Ни треба секој македонец кој сака да придонесе. Ни треба секој што научил нешто надвор и е подготвен тоа да го вложи дома. Ни треба секој што верува дека оваа земја може и мора да биде подобро место за живење. Преку вашиот пример денес испраќаме порака до сите наши луѓе, родом од Македонија, ширум светот. Ве разбираме, ве почитуваме и вратите се широко отворени. Не ветуваме лесен пат, но нудиме смисла. Нудиме можност да се биде дел од нешто поголемо. Нудиме шанса трудот да не биде само личен успех, туку и придонес за заедницата и идните генерации. Домот не е совршен, домот се гради, се поправа, се унапредува. А нашата земјичка Македонија денес е токму тоа. Дом што се гради и во кој има место за сите своји луѓе. Вие сте доказ дека може. Вие сте пример дека враќањето е сила и вие сте гласот што најдобро може да им каже на другите дека каменот, кога ќе се врати на своето место, тежи најмногу. Уште еден ден исполнет со детска смеа и многу новогодишни пакетчиња. Дедо Мраз, Мими, Мики и Мина денес беа во посета на детските градинки во селата Ваташа, Марена, Дреново и Возарци. И во наредните денови продолжуваат активностите од новогодишната програма на општина Кавадарци. Обезбедени 550 новогодишни пакетчиња за дечињата од трите клона на градинката Фемо Кулаков во Неготино. Пакетчињата се обезбедени со средства од општинскиот буџет, а градоначалничката Нацева заедно со Дедо Мраз денеска ги подели истите. Градоначалничката на општина Неготино, Марија Нацева, денес престојуваше во клонот Темјанушка, каде што заедно со најмладите сограѓани ја сподели радоста и возбудата во пресрет на новогодишните и божикните празници. Градоначалничката Нацева, заедно со Дедо Мраз, на дечињата од клонот Темјанушка им поделија новогодишни пакетчиња
и им посака многу здравје и среќа во новата 2026 година. Инаку новогодишните пакетчиња се обезбедени од буџетот на општина Неготино и истите ќе им бидат поделени на околу 550 дечиња, кои престојуваат во трите клона на неготинската градинка Фемо Кулаков, како и на дечињата кои престојуваат во други просторни услови во дел од населените места во општина Неготино. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Поскапувањето на струјата и прогласувањето кризна состојба не се поради протестите во Грција, туку две причини директно врзани со владата – криминални тендери и неспособност во енергетиката, порача на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Наместо да ги покачи платите и пензиите, власта ги покачи сметките за струја. Удри по стандардот на народот. Државата нема пари за плати и пензии. Дупката е 1 милиарда евра. Поскапувањето на струјата и прогласувањето кризна состојба не се поради протестите во Грција, туку две причини директно поврзани со владата – криминални тендери и неспособност во енергетиката. За само година и половина, со Божиновска начела на овој сектор, владата ја доведе ЕСМ до финансиски и производствен колапс. Не се произведува доволно струја дома, се увезува скапа струја од надвор. Затоа, оваа година имаме историски најниско производство на домашна струја, ниту половина од планираните 5100 гигават часови. Наместо да се произведува дома, кое што државата ќе чини 80 до 90 евра мегават час, владата купува струја за 140 евра мегават часови. Колку ги чини тоа граѓаните? 77 милиони евра загуба за само првите два квартали од 2025 година. А проекцијата е дека ќе достигнат над 100 милиони евра загуба до крајот на оваа година. Сега, јасно ли е зошто струјата поскапува? Зошто се прогласува кризна состојба? За да се покријат криминалните тендери и неспособноста. Зошто фали 1 милиарда евра во буџетот? Исто така, за тендери, како што се 161 тендер за една фирма или 9 милиони евра за друга фирма со двајца вработени, кои што ги објавивме. Клучното прашање е кој профитира од скапиот увоз на струја? Зошто навреме не биле обезбедени енергенси, како мазут, например? СДСМ бара јавното обвинителство веднаш да отвори истрага за овие загуби од 100 милиони евра и да утврди одговорност. Кој ќе одговара за загубите од над 100 милиони евра? Кој профитира од увозот на струја? Кој заработува додека народот плаќа? Одговорност мора да има. Работата не е завршена. Имаме пријава до антикорупцијскиот тим на Венко и тоа лично за Зоран Заев, кој гради 40 катница во Дубај. Пресконференција на владеачката ВМРО ДПМН. Зоран Заев, партнерот на Венко Филипче, гради 40 катница во Дубај. Ова е сведоштво на човек кој тврди дека бил таму и го видел тоа. Томе Аврамски, поранешен соработник и познаник на Зоран Заев, кажува лично сведоштво дека бил во Дубај и ја посетил зградата која ја гради Зоран Заев. Но исто така, кажува и дека Венко Филипче има стан во Дубај. Почитувани граѓани, ова е скандал од невидени размери, но и доказ дека златните визии на Зоран Заев и Венко Филипче се добиени врз база на инвестиции во недвижности. Во своето сведоштво, Томе Аврамски вели, цитирам: "Еве јас сега одам во Дубај, таму нешто работам и он", се мисли на Заев, "е таму. Таму се сите. Тука е и Заев, тука е и бившиот министер, сега лидер на СДС", се мисли на Венко Филипче, "и он е тука. Јас баш сум бил во зградата каде што купија станови. Еве сега Заев гради во Дубај зграда од 42 спрата. Тоа се големи инвестиции, тоа се милиони евра. А сега ве замолувам заедно да го проследиме и видеозаписот. Ево јас сад идем у Дубај, таму нешто радим и он е таму. Таму се сви, туј е и Заев. Туј е бивши министар
Сада лидер СДС и он е ту. Јас сам баш бил у згради где су купили станова. И поединцима. И ево сад Заев гради у Дубај торен, зграда од 42 ката. Озбилни инвестиции, на 30 милиона пари. Почитувани, имаме пријава до антикорупцијскиот тим на Венко и тоа лично за Зоран Заев. Дали е точно дека додека државата ја остави на колена, опустошена, Зоран Заев гради згради во Дубај и тоа 40 катница? Од каде му се парите за тоа? Дали се од Рек Битола и дали за тоа е вмешан Вице Заев? Каква е врската на Вице Заев и Енко Колашинац? Дали за овие бомби ќе расправа антикорупцијскиот тим на СДС? Вистината излегува на виделина. Правда мора да има. Следува информација и од спортот. Кошаркарската сезона наместо на 10 ќе продолжи на 24 јануари. За Кошаркарската федерација полесно е да се одложи стартот, отколку да се создадат минимални услови за игра во салите. Македонската кошарка како да не ни е доволно ниско на најниското скалило, па сега пристигна и нова информација од Македонската кошаркарска федерација дека продолжението на сезоната во машка и женска конкуренција се одлага најмалку за 2 недели и ќе продолжи најрано викендот на 24, односно 25 јануари, иако според календарот и првичните предвидувања требаше да се случи 2 недели порано, на 10 јануари. Проблемот е добро познат. Рак раната наречена ладни сали. Минатогодишната иницијатива на кошаркарскиот клуб Пелистер конечно придонесе овој проблем да се реши со целосно почитување на правилата, но новото раководство на куќата на кошарката ретерираше на ова поле, сметајќи дека е полесно да се одложи целото првенство, отколку да се создадат оние најминимални услови за игра пропишани со пропозициите и температура од минимум 12 степени во салите. Останува да се види кога точно ќе продолжи Суперлигата, ако се знае дека првичното одлагање за 2 недели не значи дека дефинитивно ќе гледаме кошарка во студениот месец јануари 2026. Во меѓувреме, следниот викенд на програмата е разигрувањето за преостанатите 4 места во Купот на Македонија, а во какви сали ќе се одиграат овие надпревари, доправа ќе видиме. Имено согласно со системот за надпреварување во Купот, почнувајќи од денеска, ќе се играат првите елиминацијски надпревари во двете конкуренции. За разлика од женскиот сегмент, каде се вклучени сите 8 екипи, во машкиот во првата елиминацијска фаза ќе разигруваат екипите кои по 11 одиграни кола се наоѓаат на пласман од 5-то до 12-тото место на табелата. Предвидени се 4 елиминацијски надпревари, по кои 4 екипи победници ќе им се приклучат на првопласираните 4 екипи, оние кои обезбедија директен пласман во четвртфиналето од ова надпреварување, а тоа се екипите на ТФТ, МЗТ, Кожув и Пелистер. Вечерва, Куманово ќе го пречека тимот на Ангели. Во петок на 26 декември, за место во четвртфиналето ќе се борат екипите на Работнички и на Тиквеш Голден Игл. 2 надпревари се на распоредот во саботните термини, и тоа Маџари Гостивар и Чаир Феникс. Во оваа фаза од надпреварувањето предвидено е одигрување на само еден надпревар, и тоа на теренот на подобро рангираната екипа. Утре не очекува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд, особено во источните делови. На планините и на некои од повисоките места врнежите ќе бидат од снег. Попладне врнежите насекаде ќе престанат, а ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.
температурата ќе се движи во интервалот од 4 до 8 степени. Од петок ќе има стабилизирање на времето во деновите од викендот, а особено во првите денови од следната седмица, утрата ќе бидат ведри и студени со утрински температури на секаде под нулата. Го гледавте Дневникот на КТВ, ви благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.